Почитувани гледачи, добро вечер. Добре дојавте во Проверитас. По една неделна пауза, со особено задоволство, повторно ви посакувам добра вечер. Нашето враќање, односно почетокот на втората сезона, го стартуваме со актуелен гостин, за кого сум уверен дека ќе го задржи вашето внимание. Знаеме дека Македонија е плодна земјоделска земја. Затоа се отвараат секогаш оние вечни полемики колкав потенцијал и капацитет има Македонија во тоа. Поради овие причини, со нас тука е човекот кој што целиот свој професионален живот го има посветено на земјоделието. И како производител, но и како пратеник учествувал во процесите посветени на земјоделието, а сега е министер за земјоделие. Секогаш со конзистентен став цело време и во опозиција и сега истите ставови. Истиот пристап, истата работа. На моје големо задоволство, добро вечер за Цветан Трипуновски. Благодарам на поканата и на прекрасната најава. За мене особена чест, Цветан, што ќе бидеш прв гостин во втората сезона на отварањето на Проверитас и мислам дека во право време ни е емисијата, време кога најмногу можеби се говори за земјоделие во Република Македонија. Класично сега е периодот на жетва, вака условно кажано, Да. и така да можеме да зборуваме за онака во вистинска смисла за македонското земјоделство. Токму така, она што е актуелно во овој момент. Македонија на сите светски мапи е категоризирана како земјоделска земја, по која што вела дека поголем дел од семејствата живеат од земјоделие, токму она што пред малку го кажа, сега токму е периодот, да речеме, на жетви, заврши, мислам, со прибирањето на пченицата, при крај прибирањето на грозјето, гроздоверот, се работат последните подготовки околу подготвувањето на тутунот и така натаму и така натаму. И секогаш во овие фази се случуваат некои вака да се изразам народски узбуркувања, случувања меѓу луѓето народот, да се слуша се и се што некои се задоволни, некои се нормално и незадоволни. Има недоразбирања и разбирања околу субвенциите и откупните цени. Кажи ми, како е дизајнирана исплатата на субвенциите? На каков начин се врши откупот на земјоделските производи во Република Македонија? Тоа е широка тема, вака многу голема е, нели? Не можеме во неколку реченици, ама ќе се обидам и практично и преку воведот кој што го дадовте во вашето прво прашање. Секогаш може да се најде на разбирање или неразбирање, меѓутоа она што мене ми смета и е недозволиво практично е кога, што би рекол јас, во мотиката се меша и политиката. Јас сакам да и опозицијата нормално има свое додадена вредност, да биде коректив, меѓутоа не со измислување на лаги и невистини, меѓутоа она што со превземањето на власта и предизборното ветување како тогашна опозиција е да вратиме Македонија на мапата на земјоделско производство и по квантитет, мислам тука, и по квалитет. Ние мораме да го задржиме квалитетот, бидејќи нашиот производ има реноме на квалитетен, здрав македонски производ, независно дали е овош, зеленчук, преработки од истите и така натака. Тука има клучна улога субвенционирањето кое што е воведено во далечната 2007 година од тогашната ВМРО-ДПМН како власт, кое што има некаков континуитет. Меѓутоа тука морам да кажам дека имаше една дискрепанца или еден вакуум период каде што имаше одредени поместувања во делот на субвенционирањето. Субвенциите беа замислени да помогнат на земјоделските производители, да ги стимулираат, да компензираат во одреден дел некаков губиток, а од друга страна да бидат тие што ќе го помогнат процесот на земјоделското производство. Меѓутоа морам да кажам, сепак од позиција на министер сакам да ги прокоментирам малку со следливост сите активности, дека имаше период од 6-7 години кој што таа субвенционална поддршка кон македонските земјоделци беше на моменти модифицирана во смисла на зголемена бирократија, имаше доцнење во делот на исплатата на субвенции, а знаете дека секој еден земјоделски производител при доцнење, односно не на време на исплата на субвенции, кој што се ги планира во процесот на земјоделско производство, едноставно имаат можеби контраефект наместо да имаат ефект. Она што овие 12, односно 15 месеци како министер, како влада предводена од премиерот Мицковски, дадовме еден сериозен инпут во овој дел.
Сакаме да доведеме и ја доведовме ситуацијата на една позитивна нула, односно сите оние заостанати обврски, интервентни мерки кои што биле популистички креирани од претходната влада, а не исплатени, ги сервисираме кон македонските земјоделци. Тековно исплаќавме оние мерки кои што се согласно програмите. Оваа година согласно новата програма нивниот долг исплативте. Расчистена е све што било 2024, 23, 22, бидејќи навистина на тоа конто имаше субвенции кои што не беа исплатени. Не знам, еве сега моментов е бербата на винското грозје со превземањето на власта од страна на ВМРО ДПМН. Една од првите исплати беше исплата на оние мерки кои што беа предвидени за лозарите. Ако претходната влада имала намера да ги исплати, требало нешто интервентно веднаш да го исплати. Така да сервисирани се сите. Добро, зашто ја критикува денове опозицијата токму на оваа тема, вели дека 20 милиони килограми грозје стои неоткупувано. Да бидам директен, мислам дека вистината ги боли. За нив е тоа неприфатливо, затоа што оваа година, ако направиме на компарација со претходната година, имаме сериозен раст во делот на производството на винско грозје и на трпезното грозје. И таа вистина која што е болна за нив, наместо да признаат и да се гордеат со македонското грозје кое што е зголемено по количина и ќе извеземе квалитетно македонско вино, они се обидуваат да ја како да кажам, да ја искриват реалната слика. Реалната слика говори следно, дека минатата година вкупната берба на македонското грозје, бербата тежеше негде околу 85 милиони килограми, од кои што 65 беа откупени од индивидуални земјоделци. До сега, до денешниот ден на снимањето на емисијата, бербата тежи над 96 милиони килограми, со оглед дека имаме уште период на откуп, бидејќи наредните 7 до 10 дена ќе има откуп, очекуваме да бербата заврши над 110 милиони килограми. Замислете, од 85 до 110 имаме цели 25 или повеќе милиони килограми од претходната година. Тоа е успех затоа што обезбедивме преку АД водостопанство навремена и доволна количина на вода. Вредните земјоделци си го сработија нивниот дел и имаме квантитет кој што е сериозен прогрес. Ние за овие над 110 милиони килограми, ако земеме просечна цена од 0,30 евроценти, значи некаде околу 33 милиони евра ќе влезат директно кај македонските производители. Тоа нив ги боли, Александар. Така. Минатата година беше поинаква слика, имаше плачи лелек по македонските и улиците низ Тиквешијата. Цената беше многу пониска од тоа што ние го воспоставивме од минатата година. Јас зборам сега за минатата во смисла она што го затековме како влада која што ја преземавме власта. Задоволни си сега од цената? Видете, секогаш може повеќе. Тука морам да бидам директен, меѓутоа скокот кој што го направивме од цените во 23-та, во 24-та ние и сега од 25-та е во една нагорна линија. Клучот на успехот и мојата замисла е не само цената да иде во една прогресивна нагорна линија, него да се зголеми и квантитетот на производство. Математиката, есапот, вака народски кажано на еден земјоделец, ако ја направи на 1000 килограми грозје е една, ако ја направи на 2000 килограми е сосема различно, односно тие 1000 се она дополнителна стимулација. Така да мислам дека опозицијата сега од петни жили се обидува да покаже некаква искривена реалност, меѓутоа гледате дека нема протести по улици, нема нагодување, ние даваме се од себе овие произведени количини да се откупат, да нема застој, иако обвинуваат дека уште 20.000 тони ќе останат неоткупени. Ја не знам дали некој земјоделец се јави на телевизија да каже дека неговиот род не е откупен. Нашата обврска како министерство и како влада е да го собереме родот, горди сме на оваа количина, затоа што ќе произведеме квалитетно македонско вино, тоа е еден од нашите амбасадори кој што ја представува нашата држава надвор од нашите граници, а потврда за тоа се многуте меѓународни награди кои што ги добиваат нашите етикети. Сепак, ние треба се гордееме со тоа и наместо опозицијата да пружи рака и да рече браво, успеавте, иако не го очекувам тоа од нив, денеска наоѓаме на критики, меѓутоа реалноста е таа, нив ги болат бројките кои што не само во лозарството, и во другите сегменти бележиме сериозни раст. Пред фактите боговите молчат, како вика Цветан. Ајде маку да поразговараме и за останатите производи кои што се едни од најбитните во Македонија, завршуваат откупите. Како помина целата приказна со пченицата во Македонија? Знаеме дека изминативе неколку години и геостратешки и не во Македонија и во светот се случува проблем со храна, поготово со пченицата, со одредени војни подрачја во светот.
Како помине откупот на пченицата? Да, неминовно е, Александар, да спомнеме една од најважните стратешки земјоделски производи, а тоа е пченицата. Сакам малце еден вовед да направам, не сакам да видам предолг. Минатата година со превземањето на власта практично ја наследивме и жетвата која што беше на самиот праг. Иако земјоделците не беа доволно помогнати од тогашната власт, оставени сами на себе и така натака, првата интервенција што ја направи државата е да помогне дополнително со 3 денари на она што значи производство на македонска пченица. Дополнително зголемена поддршка за она така наречена нивна популистичка мерка зелена нафта за 100% од вредноста, исплатени субвенции на времено. И сега ова зашто го кажам како вовед во прашањето. Денеска можам со гордост и со крената глава да соопштам дека оваа година, оваа жетва, ги достигнавме количините кои што значат задоволување на домашното производство, односно потребите како држава. Се ќе ви кажам и низа на бројки за да биде појасно и за вас и за гледачите, затоа што сакам да оперирам со бројки бидејќи не сакам да бидам сватен дека сега од позиција на министер повеќе политика, помалку суштина. Јас обратно сакам да делувам повеќе бројки затоа што така е, нели, поразбирливо и бројки немаат брат и сестра. Оваа година површините кои што се ожнеани по пченица изнесуваат 77.000 хектари. Просекот на принос по единица хектар од 3500 килограми 24 е зголемен на 4000 килограми. Помножено со овие 77.000 хектари ние добивме производство од над 305.000 тони. А годишната потрошувачка на Македонија во делот на пекарската, делот на сточниот фонд кој што се употребува делот пченицата, ги задоволуваме практично сите потреби. Тоа што минатата година го дадовме како почетен инпут и помош на македонските земјоделци сега се одрази во делот на оваа жетва. Споредбено во проценти од минатата година сме за 34% побогати со род од 2024 година, што е едно сериозно достигнување. Тука јас сакам и уште еднашка јавно да се заблагодарам до сите оние земјоделци и полјоделци кои што гледуваат пченица. Ние ќе продолжиме како држава да водиме грижа за овој најважен стратешки производ. Она што е неминовно во делот на оваа култура да се спомне е стоковите резерви. Јас бев еден од критичарите во време на опозиција каде што апелирав до тогашната власт да не се набавува пченица од надвор од нашата држава, да се плаќа прескапо, нашата пченица да остане неоткупена со мизерна цена и така натака. Дадовме серија на активности заедно со премиерот и со владата, измеривме низа на закони и подзаконски акти и денеска конечно нашите стокови резерви ќе се полнат со домашно производство. И тоа не само за пченица, него и за оризот како втора стратешка култура. Ми тоа се надевам дека ќе го зборуваме од текот на Ја можеби се многу податоци. Неколку штубово вака те разбрав, не ми се верува дека го чуфува. Сакаш да ми кажеш дека ние после хипотетички 100 години државните резерви можеме да си ги наполниме со домашни производи, нема потреба. Апсолутно да, апсолутно да. Еве ќе ви кажам една мала историја. Тоа е за секоја пофалба. Искрено ти кажам како граѓанин обичен на Македонија, тоа е за 2023-2022 година Агенцијата за стокови резерви распишуваше постапки за набавка на пченица стокови резерви, меѓународен тендер, се јавува неколку домашни компании, купуваа пченица од соседни држави, да не ги именувам сега. Таа цена изнесуваше негде 24, 25, 26 денари франко донесена до Македонија, а македонска пченица остануваше или по нивите, или по амбарите, или едноставно со мизерна цена. Ова ние што го направивме сега, да си го заштитиме нашето домашно производство, подаваме рака на македонските полјоделци, да бидат сигурни дека државата ќе учествува во делот на стоковите резерви, сепак тие стокови резерви се користат за евентуална резерва на државата. Жалосно е нашата да остане по амбарите или да ја сточниот фонд, а државата да купува што се и практично и одлеваат девизи надвор од државата. Ние со оваа реформа сакаме да покажеме едно домакинско однесување и веќе нема милионски суми да идат во, не знам, приватни компании, одлевање надвор од нашите граници. Спомена, мислам дека и го спомена и Оризот, колку што се сеќам, претходно во делот дека и Оризот ќе можеме, нели, да го складираме во тие стокови резерви. Јас според она што го имам како информација години наназад, знам дека во еден период дури не можеше да се најде ни кочански ориз овде во Македонија, дека нашиот ориз беше 5 пати поскап, условно кажано некој увозен ориз кој што го имавме, дека многу луѓе се откажаа практично од одгледувањето на оризот. Кажи ми како се случи оризот да стане стратешка култура која што може да биде во стоковите резерви.
И како ќе оди откупот на оризот годинава? Видете, оризот како производ кој што има своја хранлива вредност, а ние како држава имаме регион кај што по традиција се произведува квалитетен, така наречен нашиот бренд кочански ориз. Тука низ годините сега заради тие, како да кажам, несоодветни политики и така натака се вмешани некои други сорти кои што парираат на нашето домашно производство. Меѓутоа, ние како држава и ова го почнаме за стоковите резерви уште како опозиција преку група пратеници, односно пратеничката група и коалицијата на ВМРО ДПМН, поднесовме предлог измена за да стане оризот втора стратешка култура. Сега во набавка преку агенцијата за стокови резерви исто го правиме да има купување директно од оризопроизводителите за да се поднесат стоковите резерви. Оваа година предвидени се 2400 тони за почеток. Наредната година согласно потребите, сега да не одавам и државна тајна, ќе биде дополнително извршена набавка. Она што е важно за оваа култура, која што е многу битна и за регионот од социјален економски аспект и како нас како држава, иако изминативе неколку месеци се сочиме со одреден проблем, бидејќи најголем дел од родот од жетвата 23-та практично, кој што требало да се предаде во 24-та, во првите месеци не е завршено, односно одредена количина се поклопија со жетвата од 24-та година, во есента 24-та година. Меѓутоа, со низа на мерки и стимулации се обидовме да го стабилизираме секторот. Една од, сега кога зборувам за оризот, сакам да споменам што се е направено за да кажеме колку навистина сме сериозно посветени за да го одржиме ова како гранка. Една од првите објави на Министерството, каде што кофинансиравме набавка на механизација во делот на оризопроизводството, беше кофинансирање за набавка на комбајни за жетва на ориз, специализирани комбајни. Ќе се посебни, така? Ќе се посебни, не се како снативе за житни култури, пченица и јачмен, и набавка на мини сушари кои што се потребни за да се досуши оризова тарпа за да биде способна за предавање. Имаше 59 апликанти и сите добија. Никој не беше одбиен, немаше политички, списоци, немаше ургенции, немаше ништо. Сега кој што исполнуваше услови, на сите им дадовме кофинансирање. Во делот на пласманот на оризот имаше одредена, како да кажам, едно пореметување во делот на откупната цена и ние тука како држава интервениравме со дополнителни 6 денари на предадено килограм оризова арпа. Мерката ја поделивме на два дела. Првиот дел заврши до 28 февруари 25 година. Таа мерка е исплатена. Со цел да ги помогнеме оризопроизводителите, мерката продолжува да важи до 1 септември, која што сега заради изборниот процес не можеме да исплатиме, и тоа веќе ноември месец кога ќе завршат локалните избори ќе се ослободиме од она што значи ограничување за локални избори, и тоа ќе биде исплатено. Субвенциите за 24-та се во целост исплатени. За 25 имаме изголемување на субвенциите. Она што е важно за оваа берба, односно оваа жетва, во месец мај, бидејќи наследивме една катастрофална хидролошка состојба на браната Калиманци, да споменам претходната власт во неодговорно работење. Сега, не сакам да бидам сватен дека премногу напаѓам, само ја кажувам реалната состојба, што сме наследили и зошто е некоја ситуација. Сите гледавме како изгледа Калиманци. Да, Калиманци беше испуштена, ајде да не кажам намерно, за да се сочиме со потешкоти во делот на полевање на земјоделските површини за ориз. Меѓутоа, со добро менаџирање, со правилен план на активности, ние сите површини кои што планираа земјоделци да ги посеат со ориз, ги обезбедивме, ги полеавме со вода. Тоа е едно, можеби во тој момент беше така премногу стресно и така натака, меѓутоа успеавме да го изменаџираме процесот за денеска да имаме почеток на жетвата 25-та во еден оптимален рок. За оризот, Александар, е многу важно, ако задосни сеидбата, тоа значи ќе задосни и жетвата. Задосната жетва значи појава на слана, ниски температури, кои што директно ќе влијае на народот. И по автоматизат имате помал принос, читај во дефиниција помал приход на секој едно земјоделско стопанство кое што одгледува ориз. Така да сериозно се посветивме. Да, има уште простор за работа, меѓутоа ние од првиот ден како министерство започнавме и да работиме на трите клучни проблеми, односно отворени прашања во делот на оризопроизводството. А тоа е обезбедување на квалитетен семенски материјал на нашата автоктона сорта, а тоа е кочанскиот ориз, и веќе Институтот за земјоделство, односно
Институтот за ориз од Кочани, од минатата година почна да влезе во процесот на изработка, односно обезбедување на семенски материјал. Веќе од наредната година ќе имаме наше автохтоно семе. Во делот на препаратите за заштита, каде што се направива низа на измени законот за фитофармација, употреба на препарати, проширување на листата дозволени за препарати со цел да земјоделците имат достапност до квалитетни препарати. Точно е дека имаше одреден недостаток, меѓутоа во процес на одобрување, мислам дека го изменаџиравме и тој процес. И третата компонента е системите за наводнување. Оваа година успеавме да обезбедиме вода, меѓутоа во делот на водостопанството, ако понатака зборуваме, во таа една катастрофална состојба е многу тешко да менаџирате систем кој што е распаднат, нефункционален, многу губитоци на вода, и тоа ни е предизвик за во наредните години да го санираме и да биде една функционална состојба. Така да ориз за производството, кое што е многу важно како држава за нас, porque овие мерки кои што ги сме ги изреализирале, покажуваме дека навистина ни е важно, не само декларативно и предизборно, него и суштински на дело, а нормално да го држиме во делот на наредните години. И тука постојано и комуникацијата како Министерство со земјоделските здруженија, па и лично со поголемите производители е секојдневна и секогаш, велам, има простор за повеќе да се направи. Меѓутоа, знам дека очекувањата се можеби преголеми, за 15 месеци не можете викендица да реновирате или собствената гаража, не па држава која што ја наследивме во една колабирана состојба во секој еден сегмент, што би рекол еден мој колега, кај да погледнеме беше труло и искапано. Така да и во мојот сектор можам истата констатација да ја кажам. Да, целата држава ни беше на колена практично урнисаната, мора сите да го признаеме, да не испадне Цветан дека суопарно се поставуваат, секогаш ќе ги поставуваат истите прашања како министер за земјоделие, но морам да те прашам и за тутунот. Тутунот е го имаме и на грбот, нели, како држава, познати сме како нација, како држава која што произведува тутун. Што се случува со откупот на тутунот? Дали има тука некои промени? Исто така сигурно се многу заинтересирани земјоделците, за пример доаѓа периодот, да речеме, на зимската зелка, сега е периодот на пиперката, ајварка и така натаму, но додиме поред тебе. Види, мене ресорот ми е таков, мораме да ги офатиме овие поголемите земјоделски култури кои што се застапени, покриваат, односно зафаќаат голема категорија на наши сограѓани. А практично таков ми е ресорот. Ако не зборуваме за откупот на земјоделски производи, зашто би зборувале? Што би правиле муаве? Видете, да, тутунот е една од земјоделските култури каде што меѓу другите посветиме сериозно едно внимание. Низ бројка, минатата откупна сезона, односно реколтата 24-та, заедно со субвенцијата, кај македонските тутунари се слејани или се легнати на сметка преку 195 милиони евра, сега ви кажам како. Заедно 195 милиони евра. Да. Минатата година, заедно со премиерот, во разговор со македонските компании кои што се во регистрот откупувачи на тутун, седнавме, разговаравме за да ги стимулираме или да се убедиме во аргументи зошто треба да биде подкрената цената на тутунот, затоа што делот на работната рака расте и така натака, и така, репроматеријалите и така натака. Заедно заклучивме да компаниите покажат сенс и ја подкренат цената од 375 на 400 денари за килограм тутун. А од друга страна, ние како држава, за да покажеме во вистинска смисла на зборот, пак е повторно не само декларативно, него низ бројки, субвенцијата од 80 денари ја зголемивме на 100. Што дојдовме до килограм тутун откупен, заедно субвенцијата да чини 500 денари. Минатата година реколтата тежеше преку 24 милиони килограми. Споредбено со 23-та 23-та беше негде 15 милиони килограми, значи некои 9 милиони килограми плюс имаме во производството. И ние со оваа субвенција, со оваа седнување на маса со компаниите, со сите останати, постигнавме цена од 500 денари, кој ќе помножите 24 милиони килограми по 500 денари откупна цена заедно со субвенцијата, доаѓате од бројка од 195 милиони евра, кој што легне на сметките на македонските земјоделци, а ние како држава, издвоено за нашиот дел, Министерството за финансии со една исплата на субвенциите кои што ги пуштивме овие 100 денари до македонските тутунари, исплатиме 40 милиони евра. Во еден ден,
кон сите оние кои што произведуваат тутун. Во еден ден. Во еден ден. 40 милиони евра легна на сметка на македонските тутунари, бидејќи исплатата на тутун од компаниите го прават веднаш по откупот, а субвенциите следуваат кој ќе заврши откупот на тутун, се прават списоците и се пуштаат субвенциите. Значи над 195 милиони евра се влезени во оваа битна култура која што нормално е важна и за нашите земјоделци и за нашата економија, бидејќи девизниот прилив од извоз на тутунот е исто така сериозно голема бројка. Сакам да повторам дека она што го направивме заедно со премиерот минатата година, оваа година резултатот да имаме зголемени површини по тутун, да имаме многу и млади луѓе кои што влегуваат во процесот на производство на тутун, затоа што видоа дека државата е тука, партнер со нив, не ги остава сами како минатото. Заедно договараме, го штитиме нивниот труд и денес ќе имаме зголемени површини кај што очекуваме исто така сериозен род на оваа земјоделска култура која што практично им создава или обезбедува средства за екзистенција на нивните семејства. Радува фактот, Александар, кој ќе појдете сега низ Прилепскиот регион, ќе видите по дворовите нов трактор се купил, некој приклучна механизација, насмејани лица. Тоа навистина е нашиот мотив за да продолжиме понатака уште по-сериозно и по-храбро во делот на нашите политики. И прва година Цветан не гледам некој да го пали тутунот, да излезе да протестира, да го пали на улици, да го гори, како што се случуваше во минатото, да го фрлаат. Луѓето, јас бев сведок во Струмичко, во Прилепско, на Плетвар, што им се случуваше на тие луѓе, буквално. Тие протести, Александар, беа знак на револт, во отсуство на сериозен пристап на државата, на сериозни мерки, на ставање рака на она структура која што го јадеше трудот на македонските земјоделци. Чести беа сликите на протести. И тоа не беа мали протести, тоа беа сериозни протести. И тоа не само на тутунарите, немаше категорија која што не протестираше. Затоа денеска ние во овие 15 месеци сериозно се поставуваме во една позиција да ја следиме и менаџираме целата ситуација. Ние денеска, како да ви кажам, ја враќаме довербата на земјоделците кон институциите. Порано често се слушаше дека оставени сме сами на себе, никој не грижи, трговци ни зимаат робата за без пари, ние произведуваме, млади ми бегаат и така натака. Па не ќе не се исплати. И затоа доаѓавме до ситуација празни села, повеќе автобуси полни за надвор од државата, затоа што немаше кој од министерството, од владата да застане да каже стоп, овде ќе има некој кој што ја следи играта. Ние тоа го правиме овие 15 месеци. И еве ви ракави, подаваме ракави, помагаме, може да има потенцијал и да се направи нешто. Знаете колку радува сега во Прилепскиот регион кој ќе видите цело семејство кое што зголемила површината со тутун, кој што знае дека ќе произведе, знае дека ќе му биде платено и ќе има сериозен приход за останатите месеци во текот на годината. Тоа е радоста. А живеат од тоа, тие луѓе? Тоа им е единствена екзистенција, нема тука дополнителна дејност, нема, не знам, државна фирма и така натака. Тоа е се што има. Тоа е, да речеме, поинтензивно во западниот дел на Република Македонија, претежно во Прилепско, да не заборавиме дека во Радовише има нали целата таа приказна. Така да ова како една од културите кои што е неминуно да се спомне, ние се надевам дека ќе ги спомнеме, сакаме да ги спомнеме и градинарите и сите останати. Тоа сакам да те прашам следно. Многу ни е важно затоа што е битна култура, квалитетен, значи македонскиот тутун, не знам дали знаете, тутунот кој што се користи за арома на цигарата, кој што е многу важен како во делот на производство на цигарната индустрија. Останатите сорти кои што ние не ги произведуваме се делот на квантитет на цигарата, меѓутоа типот Прилеп е тој што дава навистина еден посебен шмек на цигарата и е многу баран на светските пазари, така да ние како држава остануваме сериозно посветени. Овие луѓе кои што екзистираат од оваа гранка, видоа дека имаме сериозен пристап и нареднава година очекувам да имаме изголемен род, а нормално и цената да биде повисока од ланската. Па вела дека едно ливче од ароматичен македонски тутун отприлика покрива еден цел бокс на цигари, оној голем во Добро, не сум до толку навлезен сега, ама претпоставувам дека е некој тако со однос. Говоревме, меѓутоа многу наши сограѓани во источниот дел, поготово од државата, исто живеат од земјоделие, цели семејства, цели фамилии, кои што претежно се бават со градинарството. И со раното градинарство, меѓутоа и со, да речеме, и со нели одгледувањето на пиперката која што нели традиционално ајварот е една од основните храни во Република Македонија. Што се случува на тоа поле? Им помогнавте ли на тие луѓе? На кој начин го направивте тоа?
Поучени Вашето од министерство. да, видете, поучени од делот на следење состојбите нормално и сами кажавте дека и во минатото се практично целиот животен век го имам посветен на следење на состојбите. Главниот проблем беше во тоа што некако беа пуштени конците. Земјоделците кои што беа фокусирани да произведат беа оставени да не можат и да бидат доволно силни да се преговара и договара за нивната цена. Да не зборувам за сигурниот пласман, кој ќе го купи, по која цена и така натака. Овие 15 месеци на вистина сериозна енергија се посвети во делот да го менаџираме целиот процес. На почетоков на годината едно од првите предизвици беше производството на пролетната зелка. Инаку не знам дали знаете, Македонија е некаде на 12-тото место на производство на пролетна зелка. Ова што викам зимска зелка, грешка му е пролетна се вика или да, или има и зимска и пролетна. Пролетната е она млада зелка која што излегува на почетокот на годината. Зимската е нормално во делов на есенскиот период каде што се става за конзервирање и така натака. Пролетната како еден од нашите важни производи кои што имаме и традиционални пазари, спомена сме на 12-тото место каде што учествуваме со производство на квантитетна македонска зелка. Да подсетам низ годините, сигурно ќе се присетите, се тркалаше по улиците, протести, 5 денари откупна цена, па не знам, мерка, денар, 2, 3, 5, едноставно некаква неизвестно во тој дел. На почетоков на годинава, заедно со откупувачите и со земјоделците, одржавме серија на состаноци во Струмичкиот регион. Дел можеби беше информирана јавноста, во поголем дел беа надвор од јавноста, тоа што сакав да имаме ефект, отколку повеќе да се сликаме. Постигнавме да Александар оваа година откупната цена на пролетната зелка не падне по 35 денари. Компарација претходни години била 5, 7, 9, тука негде се движала. Сега имаме 35. Од 30 од да, 5 на 35. Сега малце можеби ќе споделам во вашата емисија еден разговор кој што го направи со откупувачите во смисла да го заштитиме трудот на македонските земјоделци, а да не ги изгубиме. На еден од состаноците ги запрашав зошто сакаат сите купувачи на нашата квалитетна зелка да купат ефтин производ, а нашиве земјоделци да ги снемуваат секоја година. Поставивме еден заклучок заеднички го донесовме да како откупувачи, како држава кажеме дека македонската зелка оваа година согласно трошоците кои што ги имаат земјоделците нема да биде помалку од 35 денари. Па некој од надвор од нашите граници нека даде денар или цент плюс, нека јаде квалитетна зелка, нашиот земјоделец да добие цена која што е рентабилна и да биде стимул за наредна година. Некако во тој еден джентлменски договор успеавме да го изменаџираме процесот и ги споменав ценава не падне по 35 денари, како никогаш до сега. Земете статистика, има бројки, има извештаи годишни, може да се провери дали е тоа навистина така. И онаа количина која што се излеа кај оние производители во југоисточниот дел на државата влегува над 37 милиони евра по однос на овој земјоделски производ. Ова е статистички податок, да. 37 милиони евра статистички податок кој што излегува и Државниот завод за статистика, кај што вели дека зголемен е извозот, цената е зголемена во делот на продажна цена и влезот на девиза по однос на овој производ е 37 милиони евра. Тоа е можеби вака на момент ќе рече некој тоа нешто не ми е баш верно, ама ова е податок кој што е јавено достапен во делот на Државниот завод за статистика. Така да тоа кога почнеме си вака многу пријатно изненаден од неколку информации кои што ги говориш и кои што вака убаво ми е на дучичка да го ги слушам. Таа е реалност затоа што бројки се. Тоа се бројки и затоа сега зелката како прва култура стимулирани ведри земјоделци идеме на втора култура, обично тоа или е пиперката ајварка или е доматот. И во делот на доматот имавме ни една цена која што е навистина со една сериозен раст. Па еве на пример да не биде само дека јас ги кажувам потоците, ќе се обидам да искоментирам официјални податоци на Државниот завод за статистика. Кој што се споредба квартали 24 со квартали од 25 година. Ќе се обидам да ги прочитам за да не направам некаков лапсус, па некој да ми рече министерот кажа некоја невистина. Во делот на второто тремесечие 2025 година, во делот на откуп на земјоделските производи, имаме раст од 26,4% во однос на истиот период 24 година. 26,4% во еден квартал. Да. Во второто зборам за второто тромесечие 25-та со истиот период 24-та. Во првата половина на 25-та година, значи првите 6 месеци, извозот на зеленчук изнесува 62
милиони евра, кое што е за 18% повисок од истиот период 2024 година. Значи имаме ние раст од 18% во делот на девизен прилив по однос на извоз на земјоделски производи. Така да ова што го зборувам за постигнување на откупни цени и извоз на одреден земјоделски производ, практично го потврдува и самиот Државен завод за статистика како официјална институција која што следи трендови, откупи, извози и така натака. Многу енергија се троши, меѓутоа за тоа сме на позициите на кои што сме, за да она што било предизборно ветување, враќаме доверба кон земјоделци, зголемува квантитет, раснеме во делот на производството. Не можеме за една година да бидеме како што сме биле пред 15-20 години, меѓутоа она што мене ме радува и што ми дава мотив дополнително да продолжиме заедно со премиерот и со владата е дека сме го стабилизирале секторот и веќе почнуваме да идеме во една нагорна линија. Не можеме ние, Александар, тоа како да ви кажам сега споредбено или метафорички, ако едно возило се движеле во риквер со сериозна брзина на назад, не можете веднаш да го ставите во прва па да почне напред. Значи мора да го застанете, па почне да се движите напред. Ние веќе тој период на придвижување напред сме го поминали, сме во фаза да идеме посериозно напред. Мислам дека малку и прескромен. Сега може јас малку и прескромен си во целата оваа работа, слушајќи ги бројките од почетоков на емисијата, мислам дека не е баш и така, дека и добро сте тргнати, не е само стабилизирано. Е стабилизирано, така но меѓутоа е тргнато веќе. Еве, јас сакам овие бројки да говорат сами за себе, па нека одсудат и гледачите, сите оние кои што ќе следат емисијата, дека навистина има сериозен прогрес во овој дел, затоа што зборуваме за фабрика на отворено, Александар. Да. 50% од производството зависи од вредниот земјоделец, да го стимулираме субвенција, да агротехнички мерки и така натака, да го даде максимумот од себе. 50% е делот од климатските промени, временски услови и така натака. Иако и во тој дел помагаме со одредени стимули за заштитни мрежи, системи, системот за наводнување, затоа што климатските промени не се само суша. Климатските промени значат да бидат и поплава, високи температури, UV зрачни и така промени на време, мада и во тој дел се обидуваме како држава да дадеме еден стимул. Така да ние имаме сега еден изграден добар тим со македонскиве земјоделци, на кој што во процесот на зголемување на производството сакаме да внесеме и нова енергија, затоа што нашава структура статистички гледано е 55 нагоре години просечна старост на еден земјоделец и мораме да внесеме свежа енергија, односно свежа сила во овој сектор, затоа што внесувањето на млади луѓе значи повеќе иновации, повеќе технологии, модернизација и така натака. Со тоа што ќе размислуваме да го одржиме секторот не за наредна година, него гледаме визионерски, тие што ќе влезат во процесот на земјоделско производство ќе произведат и наредните 10-15 години. Затоа што сега со оваа структура не можеме да извадиме повеќе од тоа што го вадиме сега. А знаеме дека најстабилни земји во светот се оние кои што извезуваат храна. И дека се држави кои што нели се многу добри. Да, мислам дека првата лекција на која што треба да не биде водилка сите е моментот кога беше корона, кога светот се сочуваше со празни полици и така натака, па сите се свртеа во делот на земјоделското производство. Јас таа теза или тој момент сакам да го одржам во живот, затоа што најголемиот предизвик во наредниот период на светот ќе биде производството на храна. Здрава храна. Едно да имате храна, друго да имате здрава храна. Здраво ли се храниме во Македонија според она што го произведуваме? Видете, збориме за нашите производители. Нашите производители имаат една традиција на здраво производство. Нормално како институции следиме примена на препарати, каренца период и така натака, меѓутоа и по традиција, и по како да кажам, по структура на земјоделско производство имаме многу квалитетен производ кој што е во вистинска смисла квалитетен. Значи сега сигурно сте патувале надвор од државата, гледате по маркетите, личи на домац, вкусов е некако повеќе пластичен, не е тоа што треба да го има или некој овош и така натака. Ние имаме во двор имам јабучар на пример кој ќе го отворам, мириса и тоа е домац стварно кој го пробам. Не само вкус, убаво кажате, него и мириса на соодветно на тоа што го знаеме. Така да ние јадеме квалитетни производи кои што ги произведуваме и нормално пак ќе спомнам со внесувањето на млада енергија, на млада сила, за да го продолжиме процесот. Тука морам да споменам, сега можеби ја повеќе зборувам Александар, ама сакам да кажам повеќе аспекти. И треба да збориш повеќе гостинци во емисијата. Тука кај го гледаме клучот на успехот, гледајќи ги анализите од претходните години, најголемото напуштање на секторот беше заради тоа што на крајот од месецот нема математика. Ака се народски да се изразам. Нема ЕСАПот беше во минус.
секој во семејството, бидејќи делот на земјоделското производство некако по традиција. Ако вашиот родител се занимава со земјоделско производство, тука и синот кој што нормално ќе го продолжи. Кога синов гледа дека татково работи со минус, макамачи како да му обезбеди средства и така на достоинствен живот, нормално дека младиот ќе размислува како да иде келнер во некоја европска држава или нешто друго да работи, само не и земјоделство. Така што ќе заработува поише во тој момент. Така. Ние она што го правиме во овие месеци практицирање власт е да обезбедиме партнерски однос со земјоделците и да обезбедиме рентабилност, односно еден позитивна математика на крајот од месец од годината. И само на тој начин ќе ги убедиме младите дека треба да влезат во делот на земјоделското производство. Океј, ајде за тоа ќе говориме малку подоцна. Посебен дел, посебно прашање нафрлам повеќе работи. Што правиме со во каква состојба е македонското сточарство? Значи не е само земјоделието. Нели, прашање што е со македонското сточарство, ако знаеме дека нели препознатливи во светот сме и по производите од тоа, нели ми имаме познато сирење, кашкавал, сите тие останати работи. Во каква состојба е македонското сточарство? Видете, сточниот фонд изминатава декада е во сериозен пат. Тоа се должи заради, пак да не бидам сватен дека се повторувам, заради отсуство на некој кој што треба да дава подкрепа. Сточарството како една од земјоделските гранки навистина можеби поспецифично од другите, затоа што бара секојдневен ангажман. Сточниот фонд во делот на крупна стока крави е сериозно намален последниве 10 години. Во делот на овчарството исто така има сериозен пат. Малце вака кроз шала би сакал да кажам, СДСМ кога дојде на власт и Лјупчо Николовски како министер беа над 800.000 грла крупна, односно ситна стока овци. Со заминувањето од власт се негде околу 450.000. Се замислете каква била грижата на тогашната власт кон македонското сточарство. Битна гранка од повеќе аспекти. Дали се работи за примарен производ? Гледате дека на полицијата имате 80%, ако не и повеќе увозно млеко. Наше го има се помалку. За жал. Се помалку фармери произведуваат млеко. За млечни преработки исто така имаме сериозна конкуренција од надвор, кој што нашево заради квантитет на производство се намалува. Многу тешко е да се најде работна рака во овој сектор. Министерството изминативе десетина години ниту еднашка нема распишано повика што ќе им даде земјоделско земјиште да одгледуваат храна за своите стада. Така да во една многу тешка состојба. Овие 15 месеци покрај зголемени субвенции на времена исплата, корекција во делот на субвенцијата за крупна стока во делот на одгледувачите на крави, посебна мерка за набавка на педигрирани јуници кои што доаѓаат од надвор за се зголеми квантитетот на млекопроизводство. Значи работиме распределба на земјоделско земјиште сега заради изборниот процес малку лимитиран, не можам да го направам тоа, меѓутоа ветувањето е дадено и ќе се заврши, односно ќе се почета активност веќе во ноември месец, затоа што за да имате сточарско производство мора да имате храна. Бидејќи ако немате сопствена храна, рентабилноста е многу тешка или практично невозможна. Кога купувате се, производов колку и да биде со цена нема да биде доволно, така да ќе обезбедиме наменски оглас каде што сточарите ќе имаат предност за да добијат земјиште, да произведуваат храна и на тој начин да го одржат своето производство. Цената на млекото е солидна. Ние субвенцијата за литар млеко оваа година зголемивме од 5 на 6 денари за литар. Со тоа што сакаме да стимулираме квантитет на производство, не само да имаме бројна состојба, него да имаме и количина на млеко кој што е достојна за нашите потрошувачи. Сакам нашите најмлади да пијат млеко кое што е од домашно производство, здраво, тука произведено, да не е увозно и така натака. Така да во тој сегмент сериозно се посветува внимание. Делот на свињарството е гранка која што е за сега малку само одржлива, иако дел од проблемите настана со влезот на африканската свинска чума, каде што одредени болести кога се рашири имаше уништување на цели стада, па тука малку направи едно поместување во негатива, меѓутоа стабилизиране тој сектор, така да во наредниот период можеби сега на прв рок не се гледаат некои сериозни поместувања, меѓутоа
за делот на стоčарството ќе треба да поминат најмалку 2 календарски години за да се осети дека имаме еден позитивен тренд. Така да не е занемарен тој момент затоа што и производството на млеко и на месо е многу важно. Делот на овчарството, македонското јагне е традиционално застапено на италијанските, хрватските пазари во делот на велитенските празници. За овчарството оваа година ги зголемиме за 50% субвенциите. Сега заради изборниот процес малку имаме таму застој, меѓутоа ветувањето е дадено дека веднаш ќе бидат исплатени по изборите. Со ова зголемување и за литар и за грло, мислам дека е доволен стимул за да им помогнеме во делот на зголемување на тие наши стада. Така, ајде пред да говориме за уште неколку актуелни теми, би сакал да ми одговориш уште на прашање кое што ги поврзува претходниве две теми кои што ги говоревме, и земјоделието и сточарството. Најбитната работа, нели, за тие да обстојат, да постојат е водата. Да. Каква е состојбата со системот во Македонија? Што наследи ти како министер? На што личеше водостопанството? До каде сме со тој проблем? Александар, во првите месеци, ако не и првите 30 дена, главниот предизвик со водостопанството беше што имавме една нефункционална институција, тоа е АД водостопанство. Таму наследивме вработени кои што беа преку 400, дел од нив и партиски вработувања пред изборите, кои што немаа земено плата повеќе од 3 месеци. И се ви очекувате да имате функционално водостопанство од институција која што нема 3 месеци земено плата. Може да замислите во каква состојба биле системите, каналската мрежа, акумулациите во делот на нивната грижа. Катастрофа. Празни акумулации, нефункционална институција која што нема земено плата повеќе 3 месеци. Претходниот менеджерски тим трошел на бадеми, лешници, на луксузи и така натака, црпење песок, ништо суштинско. Една шајка нема закона во делот на системите за наводнување. Така да, она што... Толку лошо, Цветан? Да, апсолутно. Апсолутно. Видете, ова што го зборуваме за падот на земјоделското производство, покрај задоцните субвенции, покрај негрижа, во делот на сериозни климатски промени, ако немате вода, ако сакате спите на нивата, нема да роди. Пошто треба вода. Затоа збориме се грозиво од 85 се качи на 110. Годинава беше иста и листична како и претходната. Да, само што тогаш имаше 85, сега има 110, ќе има 110. А тоа е заради водата, не е заради нешто друго. Исто и со оризот, онака што го Исто и со оризот, исто и со другите култури, да не ги редам и така натака. Така да водостопанството беше во една многу тешка состојба. Се обидовме на прв рок да стабилизираме, да го санираме секторот за да обезбедиме доволна количина вода. И таму веќе на онаа стратегија која што имаме во наredните 5 до 10 години треба да изградиме и нови системи, да ги обновиме, затоа што знаеш како, Александар, ние, како да ви кажам, не наследивме систем. Ние наследивме депонија од институција. Значи, нешто што било тотална негрижа и сега ние треба да го воспоставиме нешто што ќе има систем, што ќе биде воспоставено, што ќе има функционалност и наредните години. Не може се за 15 месеци. Сега ќе кажам еден пример за нашата интервенција во делот на водостопанството. Има една пумпна станица во Кавадарци која што го обезбедува теквешијата со вода. Пумпната станица се вика Марена, така е името. Таму има неколку пумпи кои што снабдуваат цела теквешија, речиси цела теквешија со вода за наводнување. Заради преходнава влада, која што заради недомакинско одржување, се расипа трафостаницата која што е таму. Ќе се обидам пластично вака се изразам. Расипана трафостаница значи нефункционални пумпи за наводнување, односно за обезбедување вода, тоа значи суша во делот на лозарските површини. Интервентно преку ноќ се обезбеди толку голем агрегат кој што е еден во државата, за да го ставиме во функција, со агрегат да обезбедуваме струја за пумпите да вртат, додека го санираме трафостаницата, бидејќи тоа захтеваше еден подолг период на репарација, сега не знам стручно баш да се изразам. Значи толку бевме максимално фокусирани, каде што обезбедувавме и екстра финансиски средства, не штедевме на пари, само да обезбедиме вода која што во доволна количина и навремено ќе стигне. Во делот на земјоделското производство треба на сите да ни е јасно дека ако задосни водава, посебно тоа да ги поплавиме нивите џабе, бидејќи тоа живо суштество наречено растение, ако се суши, нема враќање назад. Затоа мора на време да се донесе и не само да се донесе, треба да има и доволна количина на вода. Така да АД водостопанство и во делот на оризот и во делот на останатите култури. Еве за потсетување, отворете на YouTube и пишете протести земјоделци Свети Николе, ќе видите дека на Овче поле
секоја година имаше протести во делот на немање вода за тој дел на државата. Значи, ние не само што обезбедивме вода за Кочанскиот ориз, обезбедивме вода и за овчеполијата, за нашите земјоделци, дури водата стигне и во Лозово, што беше мисловна именка во изминатите години. Скоро цела Источна Македонија. Повторувам, да, тоа е систем Калиманци кој што почнува од акумулацијата Калиманци, завршува до Лозово, практично до Велес доаѓа водата. Ние со надчовечки напори, значи со еден сериозен ангажман. Како да ви кажам, секојдневно бевме на линија со премиерот како да обезбедиме што треба да направиме за да обезбедиме вода. Ама тоа е кога се вака сериозно пристапувате на оваа категорија. Ако само популистички сака да викаат министер, ќе завршите како вие што завршите. Сериозно и искрено. Да, искрено. Значи, ова се гледате, ама кој зборува емоција, затоа што ми доаѓаат слики од оние напатени луѓе кои што седат на асфалтот 60 степени и молат за вода. И молат за вода, да. Молат за вода за да Токму произведат, да ги прехранат семејствата, не молат вода за нешто друго. Тоа беше тој однос, ама сега тоа е на мината слика. Митоа пак ќе кажам, ова што сега сме го постигнале е само за нас дополнителна енергија, мотив да продолжиме уште подобро и појако во наредниот период. Одлично. Ајде да проговориме за една тема која што дига многу голема галама, вака народски кажано во народот во Македонија, и тоа не сега и години некојаш се случувало наназад. Што се случува во Македонија со периодов? Зошто има толку пожари? Зошто горат шумите? Зошто се крадат толку дрвата? Каква состојба наследивте вие како министерство преку вашите подружници што секој што работа целата таа работа? Она што се случува, што го гледаме ние, е страшно и жално и тажно. Видете, премногу случајности не се случајни. И во делот на пожарите, знаете дека тука и Министерството за внатрешни работи делот истрагите се, утврдува одговорност индивидуална каде што има влијание во делот на подметнување на пожари. Она што ние како министерство во склоп на шумската полиција која што е орган во состав на министерството, националното претпријатие, јавното претпријатие Македонски шуми кој што делува делот на превенцијата и спречувањето на пожари, во една ваква состојба каде што нормално беше прогласена кризна состојба, тука се вклучи и останати институции, дадовме максимален напор да превенираме пожари или оние кои се појават да ги санираме, односно угаснеме во еден пократок временски период со цел да не се случи преголема штета. И тука се делуваше организирано од повеќе институции, координирано, се со цел да се превенираат ваквите состојби. А во делот на рамките на министерството, сега во оглед дека кога имате кризна состојба, ингеренциите ги презема Дирекција за заштита и спасување, Центар за управување со кризи, согласно закон. Меѓутоа во делот на таа организиран пристап Македонски шуми, Министерството шумска полиција, дирекциите, Министерството за одбрана со своји екипи кои што помагаа во гасењето, мислам дека успеавме да го изменаџираме процесот, меѓутоа она што се работи долгорочно е во една градење на систем како побрзо да се делува и да се превенира сета оваа ситуација. Меѓутоа, знаете како во делот на шумарството покрај пожарите и онаа нелегална сеча која што се појавува и која што е една, да речеме, една група која што со години ги пустошат нашите бели дробови, нашите национално богатство. Следевте сигурно дека изминативе денови имаше една акција која што се одгрие и разби една група која што делувала и практично уништувала цела една планински еден масив каде што нормално било сето тоа противзаконско, и меѓутоа ние како институција, министерство сме, како да ви кажам, со нулта толеранција во делот на работата на шумската полиција. Таму имавме некои активности во делот на признавање на бенефициран стаж, се со цел да бидат дополнително мотивирани, бидејќи представува и нивната работа еден вид на сериозен зголемен ризик, така да тој акцент во делот на превенцијата, гасење на пожари, заштита од нелегална сеча мора да продолжи во наредниот период со уште позасилено темпо, затоа што мораме да ги штитиме шумите кои што ги имаме, мораме да ги заштитиме, затоа што процесот на уништување и на враќање на истите во една првобитна состојба е многу подолг временски период, практично е период кој што треба да помине повеќе години. Повеќе еден човечки живот. Нели би рекол, знам до каде ви се информациите, ингеренциите околу истрагата што се води токму во Берово, но се појави една сума од која што вели дека штетата е над 6,5 милиарди денари. Ова е сума која што вака
Мене глава ме боли кој ќе ја прочитам само нуливите кои ќе ги видам. Видете, она што еве го читам практично и по порталите, се работи за една група која што повеќе години делувала во тој регион. И сигурно е нанесена штета која што е на повеќе површина која што постои таму. Нормално како министерство кај што во состав имаме инспекторат за шумарство и ловство, се прават и дополнителни проверки на вкупната површина, маса дрвна и така натака, меѓутоа првично вака е голема површина која што има сериозна нанесена штета. Сигурно постапката на Министерство за внатрешни работи ќе се откријат сите детали и точните анализи. Меѓутоа она што јас сакам да го пренесам до сите гледачи е вака едно јавно ветување дека ќе продолжиме сериозно да работиме во делот на превенцијата на овој дел на заштита на шумите од нелегална сеча, затоа што навистина процесот е тешко повратлив. Значи, долг временски период треба да помине така натака, а не е дозволиво да се случуваат вакви работи. Шумската полиција ќе биде наредната година, сега имавме едно зајакнување кадровско со зголемен број на шумски полицајци, наредната година имаме и со техничко опременост ќе биде зголемена со цел да биде максимално функционална. Сега да не зборам пак, да следени возила нема и така натака. Тука треба еден едукативен момент и да се вклучи па и Министерството за образование, нели и во делот на училиштата да повеќе ги учиме нашите деца како да ја сакаат природата, да живеат. Апсолутно, меѓутоа во во делот наметне, нели како во нашиот дел на заштита, најголем дел и во делот на акциите делуваме координирано со Министерството за внатрешни работи за да имаат тие акции практично и успешност. Ајде да збориме малку за еднината, може? Ако ми дозволиш. Имаше на неколку пати спомнавме во теков на емисија, нели млади луѓе мерки. Имаше најави за стимулативни мерки со кои што младите ќе се потикнат да се вклучат во земјоделието. Почната таа реализација на таа идеја, има ли план како сето тоа да се направи? Она спомнати преска во емисијата, да, друго е млад човек кој ќе почне да се бави со земјоделие, друго е некој над 55 години. Кој е концептот на замислава како да го заживееме целиот сектор, да има нели една подолгорочна предвидливост? Првиот момент беше рентабилност. Ја спомнавме цени, откуп, извоз и така натака, за да видат дека ова може да биде достоинствена гранка за живење. Жалосно е затоа што во минатото кој ќе каже дека некој е земјоделец, сите го става во една социјална категорија, некој кој што е така нели премногу валкано, нерентабилно и така натака и така натака. Неписмен, така лоши деградации кај нас. Да, лоша компарација или поименување на категоријата земјоделец. Овие месеци кои што споменав, сакаме да кажеме дека тоа е рентабилна гранка каде што има профит. Вториот сегмент за да ги помогнеме сите оние јавни повици кои што ги објавивме како министерство, а беа неколку. Мерката Млад земјоделец беше објавена за кофинансирање, одnosno грантови од 10.000 евра за започнување или надградување на постоечки бизнис во делот на земјоделството и тоа се однесува за млади луѓе до 40 години, кои што се не повеќе од 18 месеци во регистарот на министерството. Со ова сакаме да им помогнеме во делот да тие што се нови влезат малку поспремни во процесот, тие што се млади, а им треба дополнителна финансиска поддршка да учествуваат во процесот. Минатата година и едукативен и финансиски. И финансиски, точно така. Последниот повик од претходната влада на кој што имаше ваков повик беа одобрени 17 апликации. А беа аплицирано, имаше негде околу 54 апликации. Ние, за да покажеме поголема достапност на овие средства кои што ги имаме обезбедено, ги симнавме малку критериумите за да бидат подостапни за сите млади луѓе. Имавме 254 апликации, а 127 беа одобрени затоа што и таму има некои минимални критериуми кои што треба да се запазат. Спомната. Значи немавме, како да ви кажам, ставање црти, па нема финанси, па на листа на чекање, него секој кој што имаше добар бизнис план. Партиски подобен, нели? Да, како правеа, да. Нели, горе дали пишува партија или не пишува. Значи сите што ги исполнува условите, сите ќе добијат грантови. И тоа е првиот момент за да покажеме сенс. Некој сега ќе рече дали се доволно 600.000 денари. Зависи што сакате да почнете. Значи најголем дел од апликациите кои што ги погледнав беа за семејни бизниси, некоја преработка на земјоделски производ, некој производствен капацитет, на некој му фалел може механизација, трактор, приклучна механизација, значи можеби доволно средства за да стартувате во делот на производството и да го зголемите својот капацитет. Втората објава или посебна објава беше за кофинансирање на набавка на механизација.
популарно наречена мерката 50-50 од времето на ВМРО ДПМН во минатото кога беше власт, каде што кофинансираме до 600.000 денари исто набавка на земјоделска механизација трактори. Третата објава беше набавка на или кофинансирање на приклучна механизација во земјоделството, исто така со одреден лимит. Четвртата објава беше за производители од куќен праг, така наречени, иако сега тука морам да спомнам дека сегашниот пратеник, тогашниот министер Николовски не обвинува дека сме ги укинале програмите. Не сме ги укинале, само ги испроведуваме во една законска рамка. Некако во минатото со отричана комисија која што ќе дели како сака и што сака, него во една законска постапка кај што има и следивост, продажба или преработка на, односно мали семејни винари, преработки од куќен праг, кој што има исто и ставивме на располагање грантови од 10.000 евра. Наредната објава која што течеше една по друга беше за набавка на машини и опрема за справување со климатските промени. Тука мислам на заштитни мрежи, антифрост системи и така натака, системи за наводнување капка по капка. Значи, Александар, неколку јавни повици на кои што сакаме со грантови од 10.000 евра, кои што може да користи некои повеќе, за да како држава им покажеме подадена рака за да влезат во процесот. Пред се тоа се тука млади луѓе кои што треба да бидат охрабрени, односно да влезат во процесот. Дополнително во сите објави кои што ги имавме за земјоделско земјиште, предност имаат млади луѓе. Значи оние до 40 години имаат предност за да добијат одредена поддршка од страна на државата. Одлично тоа што фалело малце, нели тука да се доде да се помогне трактор ли требало трактор ќе купи. Балирач ли му требало балирач ќе купи. А веќе за наредната година тука морам да го спомнам, сега ние цело време зборуваме медијација, министерството, откуп, цени и така натака. Има еден закон кој што се вели закон за земјоделство и рурален развој. Тоа не е основата на делувањето како министерство, тоа е базата на нашиот закон. Една од поглавијата е регулација на пазарот, односно откуп на земјоделски производи, плаќање, рокови и така натака. Него сега го спомнува во контекст на младите луѓе. Таму предвидуваме една новина, таа беше малку и актуелна по новините, за враќање на село на млади брачни парови. Со некои грантови кои што ќе ги даваме како држава до максимални 100.000 евро, односно 6 милиони денари, за луѓе кои што ќе сака да се вратат во село и да почнат земјоделско производство. Со влегување на законот веќе од почетокот на идната година ќе стартуваме како пилот година со ваквата мерка на кој што сакаме со една посериозна финансиска сума да им помогнеме на овие млади луѓе. Затоа што ако вратите во едно село 2-3 брачни пара, тоа значи дека ќе имате и новородени деца, ќе имате зголемено производство, тој што ќе се врати таму веќе ќе го заживее или ќе го дополни животот на село и така ќе го развива. Па ќе има школо, па ќе треба и така натака како што треба да биде. Да не гледаме сега запустени села каде што нема жители или има многу малку, нема инфраструктура и така натака. Значи со ваквите мерки сакаме да помогнеме и навистина да ги убедиме младите луѓе да влезат во процесот, ама ќе се задржам на рентабилноста, затоа што секој кој што почнува да се занимава со бизнис, со некој проект, треба да има некаква рентабилност на крајот од месецот. Ние мислам дека овие 15 месеци навистина низ овие бројки успеваме да го изменаџираме процесот. Мотивирани сме да продолжиме уште појако во наредниот период. Младите луѓе мора да бидат основата на долгорочноста во делот на земјоделското производство. Морам да те прашам вака нешто што денуве го видов вака со своји очи. Македонско најдобро. Една кампања која што вака ние кои што ако ти не ја спомнеш, ја ќе морав да ти ја спомнам, да знаеш. Така, нешто што вака ми е, да бидам искрен, оддамна ми го нема наполната така душичката. Нешто што во секој случај ви честитам за самата идеја. Од каде оваа приказна, како, кој е ефектот, што е целта на целата оваа работа? Ние кога ги правиме политиките, разговарајќи со премиерот, со делот министрите во владата, како министерство понудивме една кампања која што ќе значи решавање на делот некои напластени проблеми. Еве, Александар, да тргнеш самиот од себе, кој ќе појдеш во маркет или во било каде, поготово делот на овошјето и зеленчукот, ти не распознаваш кој е увозен производ, а кој е домашен, така? Да. Таму нема обележување, доматот е домат, краставица, јаболка и така натака. Значи ние, за да сондирајќи домашната состојба, а знаејќи дека имаме квалитетен македонски производ кој што е по квантитет и така натака, се одлучиме да почнеме една кампања
која што ќе значи подкрепање на националната свест. Тоа што значи дека секој еден потрошувач кој ќе дојде на полицата да купи еден домат, кој што е нормално брендиран согласно логото кој што го објавивме со македонско најдобро, да знае дека со одбирањето на овој домат му помага на некој си земјоделец од Струмичкиот регион, кој што макотрпно работи да го произведе овој домат. Така? Така. Значи не купуваш само производ, него помагаш и на домашнава економија на нашиот земјоделец. Јас имав чувство дека до сега никој не му се поклонил на македонскиот земјоделец да му каже благодарам што произведуваш храна. Затоа што еден лекар, еден полицаец, еден научник, професор, јас и ти, сабале кој ќе станеме, доручкуваме. Погледни го доручекот, ќе видиш дека најголем дел ни е земјоделски производ. Ако не му метафорички аплодираме на овој кој што ни произведува, тој ќе престане да произведува. Па утакмица кога гледаме на играчи ни викаме браво даде гол. Така, ги стимулираме. Да. Сега ние во таква една ситуација се одлучиме да ја подкренеме националната свест, да ги брендираме македонските производи и обзнанивме едно лого, кое што треба и веќе се обележува речиси во сите маркети кој е македонски производ, а кој е производ од увоз. Затоа што ние не можеме да ги затвориме границите и да запреме увозот да влезат земјоделски производи. Меѓутоа можеме да им дадеме право на избор на нашите потрошувачи и секој да се замисли дали ќе купи нешто што е од соседна држава, од Албанија, или ќе купи наш производ. Дополнително, вториот сегмент на кампањава е една платформа која што ја изработиме, веќе е во функција. Платформата има 3 сегменти. Првиот сегмент е регистрација на сите македонски земјоделски производители да влезат во таа платформа. И секој еден потрошувач, секој еден граѓанин кој што сака да купи, на пример, да речеме, органска круша. И вас да ја прашам дали знаете некој што произведува органска круша? Не знаете. Ќе влезете на платформата и ќе пишете органска круша и ќе ви излезат сите производители на органска круша кои што се регистрирале на платформата. Со контакт телефон од производителот, каде што ќе можете директно да си купите производ. На овој начин сакаме да им дадеме една поголема визибилност на сите наши производители, да бидат достапни за јавност. Затоа што не секогаш може да се дојде до вистинска информација. Вториот сегмент е на нашите земјоделски производители кои што прават преработки на земјоделски производи. Не знам, мајвар, маџун, мед и така натака, да се регистрираат, исто така да бидат достапни за нашата јавност, за да може да се пласира тој производ. И третиот сегмент е ланецот на маркети, кои што продаваат македонски производи. Веќе тече регистрацијата и најголем дел од поголемите ланец маркети се регистрирани внатре, со своји геолокации на продажните центри и веќе внесуваат дел од палетата на македонски производи кои што ја продаваат. И сега вие како потрошувач сакате да купите некој производ, ако не знаете каде точно се наоѓа, со влегување на платформата ќе можете лесно да се геолоцирате и да видите во кој маркет може да го најдете тој производ. Дополнително се изработува и апликација за мобилните телефони, каде што таа платформа ќе биде достапна и како апликација за мобилниот телефон. Оваа кампања има за цел да раздвижи домашната економија. Ако ние зголемиме домашна потрошувачка на македонски производи, тоа значи дека ќе мотивираме и повеќе да се произведува, бидејќи се троши повеќе. Во делов на преработувачката индустрија, конзервна индустрија, сакаме да им помогнеме на македонските компании. Некоја компанија која што работи преработки на земјоделски производи, вработува луѓе, плаќа даноци на државата и така и раздвижува економијата. Со зголемена потрошувачка на тој македонски производ, помагаме на таа компанија да го расшири капацитетот и така натака. И крајната цел е парите да си ги завртиме дома. Жалосно е да купуваме производ и нашите пари да идат надвор од државата, кога имаме иста палета на производи кои што ги произведуваме дома. И голем потенцијал. Голем потенцијал. Јас одржав неколку состаноци со стопанските комори. За изненадување беше фактот и го поздравувам вака јавно се заблагодарувам што најголем дел или речиси од сите производители на кондиторски производи кои што се од македонско потекло ја поддржуваат кампањава. Лично ги посетив и фабриката Витаминка и некои други капацитети, каде што во еден заеднички диалог се дојде до заклучок да на самиот производ ова лого кој што е заштитен знак на оваа кампања биде аплицирано на етикетата, односно на самиот производ. Да не мора да биде на полиците од маркетите, него на самиот производ да го видите ова лого кое што постои, а јас со гордост го имам и на мојот телефон. Браво. Да покажем према камерата ако може. Ова е тоа лого кое што со гордост го стојам, го носам затоа што на тој начин си ги заокружуваме процесот на нашата економија дома. Оваа кампања нема да биде овие неколку месеци, оваа кампања ќе трае низ годините затоа што сакам
да и на најмладите потрошувачи им врежаме нешто што значи дека треба да се штитиме нашата економија. Да, некој може би сака да купи некој европски производ, меѓутоа ние мора да си го цениме нашето. Ние имаме квалитетен земјоделски производ, квалитетни преработки, квалитетни кондиторски производи, треба парите на вистина да останат дома и оваа кампања на вистина радува фактор што е општо прифатена од граѓаните. Апелирам да се масовно користи бидејќи на тој начин си ја билдаме нашата економија, нашите земјоделци и нашиот систем го закружуваме дома. Се надевам и ќе те убедам вака во дискусија и ти да почнеш да применуваш и да се подзамислиш кој ќе појдеш на полиците да одбереш нешто што е македонско. Секогаш купувам македонски производи, а и дома си чувам во дворот, да ти кажам искрено, но она мене што вака ме воодушеви, поминаа 70 минути како за 2 секунди. Зарем? Да, го пробивме времето 10 минути, но ќе го пробием уште неколку минути, оти стварно многу интересна и поучна емисија, морам да признавам. Би сакал, те знам повеќе од 35 години. Да, се знае. Те знам човек цело време посветен на земјоделието и како некој кој што нели учествувал непосредно во производство и како пратеник во парламентот на Република Македонија и сега како министер во оваа влада. Те гледам настапуваш се уште со многу ентузијазам, со многу енергија. Со нетрпение чекам да ти одговорам, ама ајде. Имаш ли уште сила, имаш ли уште енергија? Задоволен си ли од себе? Мислиш дека можеш уште да направиш? Александар, види, секој човек си има одредена визија, план, цел во животот. Да. Јас нели нормално потекнувам од земјоделско семејство. Моите родители ме одгледале со земјоделско нели производство. Знам колку е тешка таа работа, колку е мачна. Често кога одам по терена, одам често кога ќе видам некој помлад лик, како да се гледам јас од другата страна. И знам како се чувствува и колку убива неизвестното, затоа се трудиме максимално. Меѓутоа, еве од позиција на министер се она што сум го гледал низ годините, и искуство, и образованието од областа на земјоделството, морам да бидам нескромен да кажам дека влегов во целава оваа политичка епизода, каде што од позиција на министер сакам да направам нешто. Зошто влегов? Затоа што заедно со премиерот Христијан Мицковски, кој што практично покажува дека навистина сака да успее македонскиот аграр, важен е за нашата економија, за нашите сограѓани и заедно делуваме во делов да го враќаме овој сегмент. Нормално е во политиката имате период кога влегувате и период кога излегувате. Јас сакам после мојот политички излез од политиката, од позицијата министер, бидејќи никој не е вечен, сакам да се свртам со резултати, со дела, со прогрес, со напредок, за да едноставно за тоа и сме влегле во ово. Ме прашавте дали имам енергија, да имам енергија, ваквите податоци на смејаните лица и оние силни стисоци на раца кои што ги доживувам низ посетите во македонските села е само дополнителен мотив да се продолжи понатак. Ние сме се нафатили на оваа работа, сме имале одредени ветувања, некои можеби ќе ги исполниме за првите една година, некои бараат повеќе време, меѓутоа нема откажување. Ќе продолжиме затоа што навистина Македонија со сите предуслови, сонце, вода и почва, да немаме квалитетен производ, а се бара секој ден повеќе квалитет здрава храна, навистина е жалосно. Така да, апсолутно да, ќе продолжиме до последната атом енергија. Мене ми останува Цветан да се благодарам што беше гостин во ова издание на Проверитас. Секако ќе ни бидеш гостин во некое друго издание, бидејќи има уште многу интересни теми за кои што... Ако дозволува времето, само една кратка порака на крајот, овако сакам една порака. Првен ќе се обратам до опозицијата. Би ги замолил да седат отстрани да гледат како се води добра земјоделска политика. Ако сакаат да помогнат со предлози, бојрум, нека дојдат, ако не, нека не сметаат. А на македонските земјоделци да знаат уште еднашка дека имаат сериозен партнер во владата и во министерството и заедно ќе се бориме со предизвиците и ќе ја враќаме Македонија да не биде увозно зависна, него да биде она што некогаш била. Ти благодарам уште еднаш Цветан за гостувањето. Почитувани гледачи, ова беше првото издание од втората сезона на емисијата Проверитас. Не заборавајте, купувајте македонски производи, следете платформата Проверитас. Се гледаме повторно наредниот четврток во 22 часот. Останете поврзани со нас на Facebook, Instagram, YouTube и на нашата веб страница proveritas.mk.